Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а вие денеска бескрајно ќе уживате за тоа што за вас ќе спремам едно пролетно, зелено, посно рижото со грашок и со спанак и ќе направам ајвар чорба. Гледајте не за тоа што веднаш почнува. Рижото со спанак и грашок. И многу интересна чорба со пиперки црвени, модар патлиџан, домати, кромит, малку зачини и ајвар. Ајварот се јаде додека не е затопли малце. Сега времето е потопло и сигурно сте го заборавиле ајварот. Ајде денеска од него да направиме многу интересна и многу вкусна чорба. Се што ќе треба откако ќе ја направите оваа чорба е да купите убаво и тазе лепче. Убаво е нека биде и некое со мешани семки и така натаму малце поздраво. И вистински да уживате во вкусот, ќе видите колку едноставно се прави. Се што треба да направиме е вака. Да го ставам тенџерето на малку појак оган од среден. Откако ќе се загрее, ќе додадам во него масло и кромит. Ова денеска све ќе биде посно. Ова рижото нема да има ниту путер, нема да има ниту пармезан. Едноставно ќе биде зеленчуково. Али ајде да почнеме полека од чорбата, затоа што за неизе ни е потребно и повеќе време. Јас купив и свежи пиперки, ги испеков. Еве ги овдека доматот, исто така црниот патлиџан. Го испеков во загреана рерна, одлично испадна. Само пред да го ставам во тенџерето да го обработам, ќе го исецкам. И полека све на среден оган ќе динстам додека сите вкусови не се спојат. Потоа ќе додадам бујон и полека ќе го динстам, а на крај добро ќе го испасирам со рачен блендер. Кромидот треба ситно да го исецкаме. Не брзајте, уживајте, затоа што ова е чорба која мислам дека никогаш до сега ја немате правено, ама кога ќе ја направите, ќе стане дел од вашето домашно мени. А стварно и нигде немам сретнато ни по нашите ресторани и угостителски објекти чорба на база на црвени пиперки или чорба од ајвар. Ајде сега, сигурно тенџерчето одлично се загреа, имаме добра температура. Сега ќе додадам масло. Ќе го додадам кромидот. Шубаво. Сега ќе го уклучам и овде огнот, температурата да биде исто така малце повисока од средна, додека кромидот за чорбата, за ајвар чорбата се пржи. Јас половина главичка кромит ке исечкам исто така многу ситно и ке ставам на масло да се испржи. Меѓутоа не смеам да дозволам да карамелизира, него само да застакли, затоа што не сакам рижотото да има тежок вкус. Карамелизиран кромит, многу пати сум кажал, дава тежок, многу потежок вкус него само застаклен кромит. Ако го правиме ризото, баш таков кромит ни треба, кој само ќе застакли, ќе стане прозирен. Тогаш го додаваме оризот и убаво го пржиме, а полека, постепено, ќе додаваме и од другите состојки. Додадам масло. Кромичето за рижотото убаво си застакли.
И сега на истиот оган го додадов оризот и ќе оставам убаво да се испржи. Секогаш кога правиме јадење со ориз, сол се става уште на самиот почеток. Затоа што ако ставиме на крај, зрната нема да бидат солени и тогаш сме ја утнале работата. Малце бибер, не многу. Супер. Овде хромидот убаво си се пржи. Сега, прво што ќе направам, ќе ги додадам пиперките. Нема ни да ги сецкам, затоа што после се заедно ќе изблендирам. Ќе ги додадам пиперките и ќе додадам ајвар. Ако немате свежи црвени пиперки што ќе ги испечете, слободно земете ја теглата со ајвар и ставете ја цела во кромидот. Треба да се испржи све заедно и постепено да ги додаваме сите други зеленчуци. Ми се допаѓа аромата што уште сега ја испушта оваа убава чорба. Да, многу сакам пиперки. Еве сега додека тие се пржат, ќе го исецкам и модриот патлиџан на крупни парчиња и него ќе го додадам. Сари ќе го разделам вака. Одлично. Ќе оставам све да се пржи. Домати од конзерва, бидејќи доматите се уште не се како што треба, затоа и одбрав домати во конзерва, затоа што се многу повкусни од оние кои ги имаме моментално на пазарот. Одлично. Лукче. Ќе додадам 3 чешњиња лук во оваа чорба. Лукот иде и со пиперката, иде и со мотриот домат, иде и со пелатите. Ќе ги сецкам на крупни парченца. Ќе додадам малце оцет, малце црвен пипер, димена црвена мелена пиперка и уште малце сок од лимон. И секако на крај ќе зачинам со сол и со црн бибер. Кога сето ова убаво ќе се испржи, тогаш ќе почнеме да додаваме врела вода или врел зеленчуков бујон. Јас одбрав вода да додадам затоа што го имаме вкусот и не треба ништо повеќе. Овде е време да додадеме вода и полека да оставиме да динста оризот. Температурата мора да биде повисока од средна, никако на послаба температура, затоа што тогаш нема да го добиеме она што ни е потребно. Сега ќе додадам и 2 чешњиња лук. Обично ги додавам на крај, меѓутоа сега ќе ги додадам на самиот почеток, затоа што сакам вкусот да биде на спанак и на грашок, а не на лук. Сосема е доволно ова, за да дадеме една друга димензија. Одлично. И постепено, полека ќе додаваме од водата. Супер. Сега ќе додадеме малце бело вино. Добро ќе измешам и ќе изрендам малце кора од лимон, која ќе ја додадам за дополнителна свежина, а на крај ќе додадам и малце сок од лимон. Киселоста секогаш освежува. Каква свежина. Одлично. Сега ќе го додадам грашокот. Убаво, вкусно, здраво ризото. Ќе додадам
врела вода и ќе го додадам полека и спанакот. Стиснете го полека и од топлината он ќе го намали волуменот. Дајте му само малку време. Имајте трпение. Ова ќе биде одличен ориз или ризото. Да видиме сега до кај сме со чорбата. Ајвар чорба. Сега во незе ќе додадеме од топлата вода и ќе оставиме сето ова на среден оган, полека да си крчка. А на крај ќе го изблендираме до тој степен да стане елегантно. Извадете ги големите дршки од спанакот затоа што имаат многу растителни влакна и се тегави кога се јадат. Ми се допаѓа ово уште сега. Само ќе додадам уште малце сол, пошто додадовме и доста други намирници, меѓутоа ќе пробам на крај какво ќе биде. Важно, на почетокот додадовме во оризот. Ево уште една дршка. Погледнете какво стана ризотото или оризот. Одлично. Зрно од зрно си се двои, ајвар чорбата си крчка и сега ќе ја испасирам. Ќе ја изблендирам. Само да го исклучам огнот. За пасирањето или за блендирањето ми требаат сигурно 3, 4, 5 минути полека, додека не стане комплетно елегантна, додека све не се спои. Блендирајте. Како што ви кажав, целата оваа смеса да стане елегантна, како свила. Ајварот е нешто на кое, барем јас, вистински му се радувам кога го правам. Минатата година направив ајвар и не можев да најдам тегли какви што сакам. Решив да го вакуумирам и замислете, 12 или 13 тегли требаше да испаднат по 750 грама во голема кеса за вакуумирање. Го вакуумирав и ми зафати вака толку простор. И ставив во долниот дел на фрижидерот и ги имав, верували или не, цела зима. Кога сакав да јадам ајвар, нормално дома со децата и со жената, ќе ја исечев кесата, ќе ја ставев во тегла и тоа е тоа. Во фрижидерот ми зафати баш волку простор. Така да еве ви една интересна идеја која станува збор за зимница, посебно за ајвар, место да ги ставате во стаклени тегли онака како што кажува нашата традиција, вакуумирајте ги и чувајте ги во фрижидер. Ќе ги имате постојано целата зима и верувајте дека ниту една од кесите не беше расипана, немаше фатено мувла, немаше било што. И една друга многу важна работа. Кога ќе отворите теглата, и ако горе има мувла, обично ќе земеме со лажица, тоа ќе го фрлиме, а другото го јадеме. Не. Таму кај што појавило мувла, ако еднаш појави мувла, тоа значи дека во целата тегла има мувла, а тоа баш и не е здраво за нас, верувајте. Ајде да продолжам да блендирам. Оризот можете да го искомбинирате со зеленчук што вие го сакате. Убаво е за оние кои постат и за оние кои здраво се хранат. Сега пролета, моето омилено годишно време. Го сакам за тоа што навистина све е зелено, све оживува. Тоа е многу важен момент, а кога ќе отидам на пазар, не само колоритот, него миризбата на пролетните зеленчуци.
навистина ме опива. Тогаш ми доаѓаат многу разни идеи што и што да искомбинирам и да сготвам убава, квалитетна, здрава или постна храна. Оризот е намирница која навистина има многу јаглени хидрати, а тоа значи дека всушност таа е и храна за мозокот, нели? Уште кога ќе почнеме да јадеме, во допир со плунката, од оризот се разградуваат чекерите, а во нашиот организам комплетно се разградува. Од него ништо не изфрламе. Затоа е многу здрав кога луѓето постат или кога сакаат нели здраво да се хранат. Меѓутоа, секогаш треба со граница. Ако денеска јадеме ориз, после 3 дена можеме повторно да јадеме ориз, а следните денови да замениме со намирници кои во изобилство сега ги имаме по нашите пазари. Многу е едноставно ако сакаме да сготвиме здрава или постна храна. Обично луѓето кога постат многу леп јадат, многу джем и многу такви работи и место да го исчистат организмот, они напротив добиваат повеќе килограми од тоа што имале претходно и се осеќаат многу потешко. А постот е комплетно да го испостиме организмот и да го чистиме од се што е штетно за нас. Сега ќе пробам да видам каков е вкусот, дали треба нешто да додадам, затоа што на крај чорбата ќе ја зачинам со таан, со сусам, со паста од сусам. Идеална комбинација со пиперка. Барем мене ми се допаѓа, пробајте, може и вас ќе ви се допаѓа, ако не, воопшто и не додавајте таан. Овде само солца, уште малце недостига. Уф, каков вкус, луѓе. Навистина чорбава е ајвар чорба. Бибер и јас ќе додадам таан. Толку од ајвар чорбата. Да пробам сега каков е вкусот со таанот. Добар шмек. Одлично. Вистински ми се допаѓа. Ќе искористам оваа кутлача. Убава и густа, баш како поташ. Видете ја бојата. Сега ќе додадеме малце мешани семки. На тој начин ќе ја збогатиме чорбата да биде уште поздрава. Оризот. Погледнете оваа структура колку е добра. Сосема доволно. Семки од коноп. И уживајте во здравите и постни оброци што денеска ги изготвив за вас. Постно рижото со грашок и со спањак. Идеално. Според мене, му недостига малце путер и малце пармезан, меѓутоа тогаш нема да биде постно, нели сега се пости и мора така и да готва малце. И секако, чорбата од ајвар, вистинско задоволство. Направете и бескрајно уживате во незиниот вкус. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на оваа готварско шоу и се надевам дека бескрајно уживавте во денешната емисија. Поздрав до моите пријатели од Специјалистичкиот центар за медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова, кои се грижат постојано да бидам во
одлична форма и секако не заборавајте да посетите нашата веб продавница и да одберете се што ви е потребно за да можете да сготвите убава, вкусна и квалитетна здрава храна. Бидете поздравени, се гледаме утре и имајте пријатна вечер.